Па јас гледам... Добро, ви благодарам. Минута за вас. Па, жално е што нели црквата како духовна религија, независно дали е тоа муслиманство, православје или католицизам, се става улога на политички фактор кој ќе помага некого да влезе во некоја економска или политичка асоциација. И корените се многу одамна, значи прво радикалниот католиците, значи радикалните католици прво се стапиле во војна против православните, а конфликтот со муслиманите е како што сега умеат да го кажат колатерална штета. Значи, додека се минувале низ крстоносците према Константинопол да го плячкаат, од никаква друга побуда, се влегувајќи во некои муслимански села, значи пред 500-600 години и повеќе, таму правеле разни злодела и од таму е револтот или од таму е она прогласување джихад или света војна против оние што носат крст. Така да малку се работите измешани, меѓутоа можеби ќе се 60 секунди помина. Работите се многу измешани и тој судир на цивилизации на територијата на Турција, на Израел трае повеќе милениуми. Ми се чини дека ова што се случува постојано со медиумска заинтересираност околу новиот папа, посебно неговите ставови кои што се жестоки во однос на исламот, за кои што имаше сериозни анализи во светскиот печат, може да значат дека бидејќи исто така Римокатоличката црква има сериозно политичко влијание во светските односи, значи не можеме да ја третираме само како црковна институција, туку и институција која има сериозно политичко влијание. Ми се чини дека се исцртуваат нови граници, односно се прави обид за нови односи во светот. А не можам да проценам дека тие по секоја цена би биле позитивни. Може да се исцртува и една линија на нов судир. Активноста и на јавните, и на католичките, исто така и на тајните организации на овие простори е многу зголемена, што е индикативно. Така. Колку вие го цените ова од аспект на политичар, долгогодишен? Колку е ова политички концепт на папата и зошто токму сега? Па мислам дека избрано и времето и местото, не случајно избрана Турција да се посети, не случајно избран моментот, бидејќи реков, заради однесувањето на одредени поединци, заради една тензија што постои латентна во светот околу тоа, околу исламот, про или контра исламот, мислам дека ваквата посета е во вистинско време, да се смири малце топката, да се смират малку тензиите, кога ќе видат дека разговараат, тогаш подруго ќе се однесуваат и верниците. Мислам дека она што е нивна